Утврдени приоритетите што ќе бидат градени и реконструирани со парите кои како одштета за неизградениот карго аеродром кај Штип Тавке треба да ги даде на Македонија. Станува збор за сума од 45 милиони евра, а деталите околу нивната исплата и инвестиција денес ги договориле македонскиот премиер Зоран Заев и првите луѓе на ТАФ. Станува збор за инвестиции во градинки, училишта, одводни и канализацијски мрежи и локални и регионални патишта, она што им е реално потребно на нашите граѓани, и јас сум искрено задоволен што од оваа инвестиција директна полза ќе почувствуваат граѓаните на Република Македонија. Рекол на средбата премиерот Заев, кој од вчера престојува во посета на Турција. Ваквиот развој на настаните следува откако 10 годишните мерење на силината и правецот на ветерот на локацијата каде што требаше да се гради аеродромот покажале дека услови за полетување и слетување на авиони таму нема. Станува збор за околу 500 хектари кои своевремено важеа за најскапо експроприирано земјоделско земјиште. Истото сега повторно ќе им се враќа на земјоделците, овој пат како закуп. И намената беше сосема друга. Ние би сакале да го ставиме во функција целокупното земјоделско земјиште и во тој правец ќе оди и оваа политика. Инаку, кога се даваше под концесија Скопскиот аеродром, ТАФ ја доби концесијата меѓу другото и поради гаранцијата за изградба на карго аеродром кај Штип.